обвинителството поднесе обвинение против сега обвинетиот Ѓоко Ристов за кривичните дела против правно стекнување и прикривање имот и кривичното дело перење пари. Ова бидејќи она што го имавме како основано сомневање на почетокот на истрагата, во текот на оваа истрага уште толку се подигна на степен сомневањето кој ни налага обврска да поднесеме обвинение. Уверени сме дека обвинителството уверено дека истото ќе го докаже пред судот. Тогаш осомничениот сега обвинетиот понуди своја одбрана, меѓутоа обвинителството низ доказите кои ги собираше практично низ до последниот момент од истрагата, просто ќе успее да ги демантира сите оние аргументи кои одбраната ги понуди како аргументи во однос на делата за кои се обвинува. И од прилика тоа е нешто кое во овој момент можеме да го соопштиме за јавност. Односно обвинетиот Ѓоко Ристов. Да, ако може да спомнете и тоа што говориме на битите околу ДНК што е пронајдено во Како тврдите се негови? Во текот на истрагата обезбедивме непобини просто докази дека токму обвинетиот Ѓоко Ристов е оној кој ги крие пари. Кои се противправно стекнат имот. На кој начин? Како мислите, извинам? На кој начин? Го утврдивме со вештачење на биолошки траг. Пошироко, која е пораката која што со овој предмет ја праќа обвинителството за организиран криминал и корупција, бидејќи еден функционер од највисокиот кол, значи станува збор за судија, добива обвинение за противправно стекнување имот и перење пари, што тоа значи еве за сите судии и за сите граѓани во државата. За функционерите и носителите на јавни функции би требало да значи да работат законито, бидејќи ние сме затоа избрани и за тоа примаме плата. За сите граѓани пошироко, неколку пати низ овие предмети кои аспектираат и допираат до коруптивни практики кои веројатно ги знаете се дели доста покриени со медиумски интерес, би требало да значи дека ние се обидуваме и даваме се од себе да застанеме на патот на корупцијата која навистина добива системски размери, тоа е нотирано во повеќе извештаи и сме сведоци на тоа, да ги охрабриме да пријавуваат, да го пријавуваат овој тип на криминалитет кој е тежок за обезбедување докази, меѓутоа мислам дека мораме сите малку да придонесеме кон оваа битка ако сакаме да живееме и во подобро општество. Со кои предмети или предмети ги поврзувате средствата што имате? Ние се уште не можеме да не тврдиме ниту со обвинението дека обвинетиот примил подкуп. Меѓутоа можеме да тврдиме дека и во минатото имал многу практики и имаме докази за тоа кои упатуваат на тргување со влијание и коруптивни практики на ниво на посредност, бидејќи пак велам ние не тврдиме директно дека тој примил подкуп. Како тоа стане? Иако многу од доказите ни даваат право на посреден начин да го тврдиме тоа, кога станува збор за тоа ќе биде аспект кај докажувањето на кривичното дело перење пари.